Денеска одиме да го посетиме настанот под име Македонски семеен ден на насмевки, организиран од Монтесори училиштето и МГЦ Илинден, а воедно и да видиме како и дали се дружат македонците во Минхен. Како до себе се свиѓаше? Одличен настап и настан, така да добро е да се негува и да се одржава културата, традицијата и обичаите, како во Македонија, така и надвор од Македонија, за да остане тој на нашите идни генерации. Прекрасен настан со тоа што ми кажавте дека ви е прва организација. И се надевам и би сакал да ви преиде во традиција. Значи, ова мислите дека овој настап беше прв чекор македонската култура да се продолжи во Германија? Македонскиот фолклор, култура, традиција, обичаи треба да се почитуваат, негуваат и каде и да се отидени македонските гастарбајтери, како што ги нарекуваат, би требало да ги носат со себе, поради тоа што само така можеме да си одржиме идентитетот како македонци. До сега каков е чувството тука да бидете дел од помош од организацијата? Супер, многу ми е мило што прв пат доаѓам, што еве придонесувам. Дали се дружите тука со друштво со македонци или? Наши луѓе. Значи се наоѓа друштво. Ще живеете тука во Германија? Па повеќе од 5 години, 5,5 години сме. Значи подолго време тука живеете. Дали мислите дека македонците доволно тука се дружат меѓу себе во Германија? Па покрај овие друштва што ги имаме сега почнавме многу повеќе да се дружиме благодарение на МГЦ Илинден. Да, и таму исто нели фолклорот. Дали вие сте дел од фолклорот? Не мојата жена, јас само одам секогаш со нив да ги гледам, ја давам поддршка секогаш. Тука на нашиот настап од МГЦ Илинден што е организиран. Што ви се свиѓаше до сега најмногу на нашиот настап? Па ние специјално дојдовме од Инголштад со цел да ве посетиме на овој настап. Најголем впечаток ме остави покрај севкупната добра организација, игрорната група, како што разбрав неколку месеци, 6 месеци како постои навистина одличен настап има. Очигледно е дека има некои
промени со текот на времето. Малку поголема кохезија има, порано имаше поделби помеѓу црковните општини и клубовите во повеќе градови. Гледам очигледно тоа е надминато во Минхен, ние исто така во Инголштад го имаме надминато тоа, а се гледа дека има добра дружба и добра организација. Колку долго си више дел од игрорната група? Веќе од почеток, значи од октомври. А е па убаво. Денес нели исто играше на наставнот, како ти се свиеше? Многу убаво. Сара атмосфера беше предобра. Баш убаво. А во иднина имате исто некои други настапи организирано? Да, прво на 30 улица, на 24 мај негде у Минхен. Па баш убаво тогаш. А дали исто приватно се поише со македонци се дружиш? Да, имам пуно македонски другарки. И дали мислите дека македонците помеѓу тука у Германија доволно се дружат меѓу нив? Па зависи, најверојатно имаме мали групи, не знам, ама може да има повеќе наставни. За мене лично малку наставни, треба да. Ние имаме како фамилија голем круг, така да јас сум задоволна, ама може повеќе наставни. Може повеќе. И нешто што да кажам, настава по македонски јазик ни треба организирана. Нашиот јазик не е само збор. Тој е спомен, тој е песна, тој е тиво глас на нашите предки кои шепоти. Не забораве. И ние не смееме да забораваме. Не смееме да забораваме на оние што чекалеле пред нас. На оние што се бореле, се жртвувале, се откажувале многу за ние денес да можеме да стоиме тука исправени. Почитувани присутни, здраво и од мене, јас сум Марија, председателка на Македонскиот културен центар Илинден во Минхен и ви благодарам што денеска сте тука сите заедно и што се собравме во волку голем број. Како што имавте пред кратко можност, ова беше краток настап од нашата игрорна група која основавме пред само 6 месеци. И со голема радост сакам да ви известам дека од утре имаме и детска група за сите деца од 6 до 14 години. Во оваа прилика сакам искрено да се заблагодарам на нашите играорци кои вложуваат огромен труд и денес со својата енергија ја поддржуваат нашата цел собирање на средства за купување на македонски народни носи. Исто така денеска сите средства што ќе бидат собрани ќе бидат наменети за купување на македонски народни носи. Голема благодарност упатуваме и до Монтесори училиштето и Берлинда која ни помогна да го најдеме овој простор. И ова е нашата прва соработка, но се надеваме и понатака на идни настани. Значи, вие сте денес дел од организацијата. Колку долго вие го планиравте овој настап денес? Па работевме неколку месеци на целата организација. Започнавме во февруар со барање на простор и после тоа се одвиваа работите, активностите, идеите се собира и успеавме да организираме еден ваков прекрасен настан. Имаме на само следниот пат горе на Алпите да го направи тоа. Нели беше дел од игрорната група денес? Како се осеќаше на настапот? Супер, одлично. Супер, најубаво. А како се осеќаш и да бидеш дел од македонскиот фолклор и да ја презентираш нашата култура во странство, пример тука кај нас у Минхен? Па да, убаво се чувствуваш. Многу убаво. Не, стварно многу ми е мило што се направи една ваква игрорна група, што можеме да се дружиме сите македонци, да настапуваме, да се запознаваме и така. А ова ти е прв пат на фолклор или пред тоа у Македонија си била? Да, прв пат ми. Значи вака прво искуство, ќе продолжиш? Топ! Супер, фала ти! See
Како ти се свигаше играорната група? Многу. Многу убаво. Ја доаѓаш на проби исто на детските или? Зошо не? Фудбал си играм. Ама можеш истовремено играорна, не само фудбал. Не бре, фудбал ми е важно. Здраво, јас сум Ристетка Белинда, дипломиран професор по македонски и англиски јазик и направих тука 2 Монтесори дипломи во Михен, инаку сум и медицинска сестра во Гросхаден, работам на Stroke Unit во Гросхаден и имаме преку 30 маскоти со кои ги радуваме секојдневно децата, посебно македонските деца тука во Михен. А колку ученици имате во вашата школа? Да, моето училиште е montessoriaschool.de. Моментално за македонски јазик имам преку 20 дечиња кои што ја посетуваат наставата по македонски јазик на First Aid West. Во сабота едната група е од 11 до 12, а другата е од 12 до 13 часот. Прашам како ви се свигаше денес настапот тука. Убаво беше, организација имаше, децата беа многу интересно им беше со фигурите, со народните кола. Да. Тоа беше се ново занима, нови другарчиња си најдоа. Затоа дојдовме сите. Па супер, фала ви многу. А дали мислите дека во Минхен доволно македонските луѓе помеѓу се дружат? Па се дружат, и ова година беа оние втор настап оваа година, али еве, уште сме на почеток на година, веруваме дека ќе се оствари. Ќе се организира сигурно уште. Фала ви многу.